Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. ОЈО Скопје поднесе обвинение против Васил Јованов, кој пред 2 месеци смртно ја прегази Фросина Кулакова на Партизанска. Возел без возачка, пијан и со брзина двојно над дозволената, зашто Јованов ќе одговара за тешки дела против безбедноста во сообраќајот, зашто може да добие казна и до 20 години затвор. Кога дошол пред обележан пешачки премин на крстосницата помеѓу булеварот Партизански одреди и улицата 29 ноември, поминал на црвено и со предниот лев дел удрил во Фросина која поминувала на обележан пешачки премин и на зелено за пешаци. Од силината на ударот оштетената се издигнала во воздух и удрила во семафор, од што се здобила и со тешки телесни повреди, од кој почина на лице место, стои во обвинението. Денеска на социјалните мрежи согласи сестрата на загинатата Фросина, која порача дека нема да учествуваат во идни протести на движењето кој е следен, за кој семејството Кулакови смета дека ја искористиле нивната трагедија, а сега и трагедијата на стотина други семејства. Обилни врнежи од дожд вечерва ја зафатија Македонија на некои места, пропратени и со силен ветер и град. Таква снимка вечерва пристигна од автопатот Штип Свети Николе, кој е побелен од град, а обилни врнежи вечерва има и во делови од Скопје. Дожд, грмежи и засилен ветер се најавуваат и за утре. Крива река е загадена со опасни и тешки метали откако пред 2 недели пукна цевка во рудникот Тораница. Фирмата која стопанисува со рудникот тврди дека тие не се виновни за загадувањето на реката и покрај тоа што беа казнети со 200.000 евра. Наташа Мирцовски известува на оваа тема. Наташа, колку опасно може да биде загадувањето од ваков тип за здравјето на луѓето? Деспина зависи од концентрацијата на олово и цијанид, меѓутоа според токсикологите овие количини не би требало да се многу штетни за здравјето за граѓаните. Она што тие го тврдат е дека целосно е уништен водниот свет во Крива река и затоа апелираат до граѓаните да не ловат и да не консумираат риба од оваа река. Инаку загадена е и почвата која што се наоѓа околу реката и постои опасност да бидат загадени и земјоделските и сточните производи. Деталите од сите засегнати страни ги гледаме во продолжение. Еколошка катастрофа која ќе го уништи целиот воден свет. Вака токсиколозите го коментираат зголеменото присуство на цијанид и олово во Крива река, откако отпадната вода од рудникот Тораница се слеала во реката пошто добила сива боја. Доктор Беќаровски апелира до граѓаните да не ја консумираат рибата од реката, затоа што може да има смртни последици. Дали е опасен воздухот и почвата, зависи од концентрацијата на цијанид, која треба да ја покаже извештајот. Самата појава на цијаниди е еден од најсмртоносните отрови, кој што е познат веќе со векови наназад. Инаку он делува на клеточното дишење, односно спречува кислородната размена да влегува во клетките и со самото тоа ги убива и клетките. Со оглед дека се наоѓа во река, веројатно првен ќе делува на целиот жив свет што се наоѓа во реката. Значи тоа ќе биде една еколошка катастрофа. За среќа, колку што ја знам, водата од брегалница не се консумира, така што мислам дека во однос на населението не би требало да има директни штети, освен секако ако не се лови таа риба која што ќе биде загадена со овие цијаниди. Почвата секако дека во околината каде што ќе плави рекава ќе има концентрации, меѓутоа сепак се зависи од висината на тие концентрации. Тука веќе може да зборуваме и за оловото кое што го спомнавте дека го има, кое што исто така ќе се наталожи и преку земјата ќе може после тоа да се внесе во организмите, меѓутоа тоа ќе биде некоја локална реакција која што би се очекувало само во близина на речната корица. Градоначалникот на Крива Паланка ќе бара кривична одговорност од компанијата која стопанисува со рудникот по направените анализи на реката кои покажале за 10 пати поголемо присуство на олово, но и голема концентрација на цијанид, фосфор и азот. Според ова лабораториско истражување од акредитираната лабораторија, концентрацијата на олово во Крива река е зголемено за неверојатни 10 пати повеќе. Дополнително,
За неколку стотици пати е зголемена концентрацијата на цијанид, фосфор и азот во крива река. Во ризик е ставен и сточниот фонд, кој што исто така се напојува од овие неколку реки, кој што пак индиректно се става во опасност и животот и здравјето на луѓето кои што ќе ги конзумираат овие земјоделски или сточарски производи. Митовски го обвини Државниот инспекторат за животна средина дека не постапувал навреме и законски. Од инспекторатот пак со одговор, компанијата е казнета со 200.000 евра поради сторен прекршок од трета категорија. Од еколошките здруженија и СДСМ бараат јавното обвинителство да отвори истрага за овој случај. Најалармантно е што постојат сериозни сомнеши дека државните институции, пред се инспекторатот за животна средина, свесно прикривале информации и намерно ја дезинформирале јавноста, иако биле обврзани по закон веднаш да земат примероци и да утврдат присуство на опасни хемикалии во водата. Тоа не било направено. Наместо анализа било објавено дека се излеала само вода, што е тешка лага со можни кривични последици, велат од СДСМ. Од иницијативата О2 бараат и Инспекцијскиот совет и Министерството за животна средина да го испитаат делувањето на инспекторите, но и да се одземе лиценцата на концесионерот, а од Зелен Хуман град со барање јавно да се објават извештаите од Државниот инспекторат и од независната лабораторија, а обвинителството да го гони сторителот. Од компанијата која стопанисува со рудникот пак негираат дека водата која истекла од пукнатата цевка содржала опасни хемикалии. Водата од цевководот за јамска вода, освен природни механички нечистоти, мобилизирани од поројниот тег, не содржи никакви хемиски или друг вид супстанции материи, кои се резултат на технолошкиот процес од флотацијата на рудникот Ораница. Апелираме да не се шпекулира или цитира со неточни информации и инсинуации, со што ќе се спречи создавање на лажна слика поврзана со овој случај кај јавноста. Дополнително бараме сите надлежни органи и институции да постапат во правец на изнаоѓање на вистинските причинители на еколошка катастрофа, доколку се утврди дека таа на вистина постои, велат преку соопштение од Булмак. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Штипска апелација пресече. Двајцата поранешни градоначалници на Кучани одат во куќен притвор. Зад решетки останува само последниот градоначалник на градот Љупчо Папазов. Двајцата поранешни градоначалници на Кочани остануваат во куќен притвор откако штипска апелација жалбите на обвинителството ги отфрли како недозволени. Со тоа Радко Димитровски и Николчо Илиев истрагата за пожарот во клубот Пулс ќе чекаат во притвор дома, додека единствен зад решетки останува актуелниот градоначалник Љупчо Папазов. Претходно во куќен притвор поради здравствени причини беше пуштена и поранешната директорка на пазарна Анета Симевска-Димовска. Со тоа во моментов по затворите низ земјава распоредени се вкупно 28 лица, вклучувајќи ги и 7 полициски службеници кои ги гони обвинителството за организиран криминал. Меѓу притворените и екс-министерот на ДУИ Крешник Бектеши, поради што интегративците и денеска бараат Европската комисија да испрати своји наблюдувачи кои ќе ја следат истрагата за која сметаат дека е селективна. Истражувањето на трагедијата во Кочани представува најгротескен пример на селективна правда што некогаш се случил во земјава. Овој процес се претвори во карикатура на правна истрага, каде што сите се виновни освен ако се од ВМРО-ДПМН. Република Македонија е кандидат за членство во Европската унија и затоа ќе ја повикаме Европската комисија преку тим експерти одблизу да ја следат оваа фарса од истрага, каде што власта обвинува се околу себе за да ги заштити оние кои биле одговорни да ја спречат оваа трагедија, се вели во соопштението на ДУИ. ДУИ бара комисии за да ја скрие вистината, а не за да ја открие. Врати владеачката вреди. ДУИ по 22 години владење и уништување на правосудниот систем денес се обидува да глуми жртва, барајќи истрага само за трагедијата во Кочани. Но граѓаните не забораваат кој го создаде овој расипан систем, кој ги штитеше криминалците, кој ги претвори судовите и обвинителството во приватни партиски канцеларии, се вели во реакцијата на коалицијата Вреди. Во македонскиот политички блок СДСМ се согласува со ДУИ дека истрагата се води селективно и исто како и интегративците бараат за тоа да расправа собранието на посебна седница. Опозицијата побара, власта веднаш прифати лидерска средба. Како што најави председателот Филипче, во текот на наредната недела
тој ќе повика на лидерска средба во собранието и тоа би било со лидерите на најголемите политички партии и на таа средба ќе го презентира планот за сето она што суштински треба да се направи за државата. Она што е факт е дека до нас не е пристигнато официјално барање ниту до владата, ниту пак има иницијатива од СДС. Гледаме само најави преку медиуми. Вакви сериозни ситуации налагаат сериозен пристап. Владата и премиерот се отворени за секаков предлог и иницијатива која би помогнала. Во меѓувреме, полицијата и обвинителството продолжуваат со истрагата. Уште од стартот на неделава се вршеа претреси на повеќе локации кои се поврзуваат со газдата на Пулс, а во полициска станица беа сослушани и членови на неговото семејство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Граѓанските организации за борба против корупцијата бараат да се казнат сите оние кај кои после трагедијата во Кучани беше откриено дека работат противзаконски. Не само што ќе се стават времено објектите или дејностите во мирување додека не се усогласат, туку и за сите оние што сега ќе се утврди дека се неусогласени, тие и ќе се казнат заради тоа што континуирано не ги почитувале правилата и довеле до потенцијален ризик. Ревизијата на правната регулатива не сме под никако да се подразбере дека значи амнестирање на сите оние кои досега работеле спротивно на правилата и процедурите кои што веќе постојат во самата таа правна рамка. Корупцијата не е кривично дело кое нема жртви, можеби нема директни жртви, меѓутоа ние веќе долго време се соочуваме со човечки жртви и трагедии токму заради несанкционирање и непревземање ништо во поглед на борбата со корупцијата. Најтешко повредените четворица пациенти кои се лекуваат во странските центри натаму се на интензивна нега, но министерот за здравство вели дека се подобри од вчера. Денеска е најавено враќање на уште 9 пациенти од странство. Тие четворица за кои што бевме загрижени и ние и нашите колеги кои што ги лекуваат, одредени лабораториски параметри покажуваат веќе денеска дека има подобрување. Меѓутоа ви велам, секогаш да бидеме предпазливи, се уште тие се критични, меѓутоа подобри во однос на вчерашниот ден. Кога ќе бидат потполно подобри, ќе бидат екстубирани, ние ќе ве известиме. Дел од тие пациенти се тие што биле иницијално првично кај нас, па од кај нас оделе на Карил, па од Карил во странство. Првичните токсиколошки анализи се покачени, не се референтни вредностите, меѓутоа новите контролните сите се на општо задоволство се добри. Преку така наречена тивка дипломатија, Европската унија работи на надминување на спорот помеѓу Македонија и Бугарија, вели евроамбасадорот Рукас, кој беше гостин во тема на денот. Diplomatic activity there has always been, and I think if you don't know, it's great, because silent diplomacy a lot of times works. So all what I can say is that there have been many suggestions, there are many recommendations of how we can move ahead. I think that our duty, or at least from our side as EU delegation, it is to assist accelerating the reforms so as you are 100% ready the moment we reopen the negotiations or we go to the clusters, you are ready to catch up very fast. Diplomacy always continues. Македонија одбележа 5 години членство во НАТО, чекор кој земјава ја направи фактор на безбедност во регионот. Македонското членство во НАТО беше препознаено како врвна стратешка цел заедно со членството во Европската Унија. За остварување на оваа стратешка цел беа вложени огромни напори и направени големи жртви и болни компромиси, какви што не се барале од ниту една друга држава кандидат. Инвестираме во македонската одбрана, ја модернизираме нашата армија со силно темпо, а заедно со нашите сојузници учествуваме во голем број вежбовни активности дома и во странство,
со што ја заекнуваме интероперативноста, која е клучно особено при учество на мировните операции. Имаме многу што да научиме, но имаме и многу што да понудиме. Да си ја чуваме Македонија, да се грижиме за безбедност и стабилноста на регионот и пошироко, затоа што само така може да одиме напред. Последното информативно издание во 23 часот вечерва. До тогаш останете со нашата програма.